Вторник, 16 јануари, кратки вести во 12 часот. Пријателско порамнување препорача експертот од ФИДИК кој го анализира доцнењето на изградбата на автопатот Охрид-Кичево, а кинески Синохидро да ја продолжи изградбата. Ова значи ниту државата како инвеститор, ниту Синохидро како изведувач да не бараат одштета. Компанијата да ја продолжи изградбата, а новиот прифатлив крајен рок за завршување на патот да го утврдат заеднички. Од јавното претпријатие за државни патишта не сакаат да откријат колкав рок овој пат ќе и дадат на кинеската компанија за завршување на автопатот. Следниот месец навршуваат 10 години од почетокот на изградбата, а првично автопатот требаше да биде завршен до 2018 година. Националната комисија за УНЕСКО и Националниот парк Галичица преку посебен софтвер направиле скенирање на Охридското крајбрежје, пошто ќе се утврдуваат дивоградбите и ќе се постапува соодветно, информира министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Посочи дека до Националната комисија имало доставено неколку предмети, но и покрај притисоците и инсистирањето дека во општина Струга треба да има градби на одредени места, се постапило согласно закон и одлуките на комисијата. Во текот на февруари во земјава мониторинг комисија на УНЕСКО ќе утврдува на терен колку од препораките за заштита на Охридскиот регион се исполнети. Во првите 15 дена од годинава Охридската територијална противпожарна единица интервенирала на 7 опожарени оџаци, информира за Супер радио командирот Борко Јанкуловски. Тој упати апел до граѓаните редовно да ги чистат и одржуваат оџаците и да бидат крајно внимателни со користење на разни и несоодветни продолжетоци на кои се приклучени повеќе уреди, за да не дојде до несакани последици. Инаку од почетокот на 2024 година охридските пожарникари интервенирале на вкупно 13 пожари, од нив 9 биле пожари на објекти и 4 пожари на отворен простор. Времето денес променливо облачно, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 6 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.